подготвени за победи, подготвени да го менуваме системот во Македонија. Да ве поздравам и да ви се заблагодарам за истрајноста во оваа битка која што ја приведуваме до крај. Да ги поздравим полицајците кои што се тука на браникот на безбедноста, затоа што овде се вистинските професионалци, некаде во фотелите седат криминалци и нив мора да ги ослободиме. Очигледно е дека оваа власт не знае ниту кога е времето за почеток, ниту кога е времето за крај. И затоа скоро 60 дена во Скопје, низ градовите на Македонија, им помагаме да разберат дека ова е крајот на Никола Груевски. Ова е крајот на патот. Никола и последното светло од тунелот изгасна веќе. И тоа е готово. Колку побрзо разбереш дека е тоа така, толку подобро ќе биде за тебе. Нормално и за Македонија, меѓутоа, верувајте, подобро ќе биде за Никола ако побрзо разбере дека треба да замине од власт. Целиот овој период од 10 години ја узурпираше Република Македонија. Сите институции ги груевизираше, го окупираше судството, полнејќи ги со суди од тефтерчето на Горде. Цело време ги уценуваше инвеститорите во Македонија, плашејќи ги со хилтата на Миле. Цело време обвинува обвинители кои што заедно Сашо Мијалков и Зврлевски ги поставува низ Република Македонија. Денеска дојде да се плати цената. И таа цена ќе се плати без никаква калкулација. Ќе ја плати и Груевски, и Мијалков, и Миле, и Горде. И сакам на сите нив да им порачам дека тоа што неколку часа поминаа заедно со обвинители е период кој што ќе следи и понатаму. А еден глумец добро кажа: 10 часа со обвинител и со полиција да менуваш рецепти за питие многу, а не да те распрашуваат за криминалите што ги правите. Меѓутоа, затоа требало да се мисли во периодот додека беа во власт. Затоа што Груевски повеќе нема да биде никогаш власт. Затоа што повеќе никој во Република Македонија не се плаши. Колку повеќе притиска, толку повеќе се храбрат луѓето. Се храбрат и на улиците, се храбрат и во институциите. А тоа е така заради тоа што во овие 10 години единствено Груевски се хранеше со стравот на сопствениот народ. Тоа што денеска граѓаните не се плаши, тоа го плаши Груевски. И тоа го плачи овој режим. Јас праќам порака од тука од Куманово дека и тоа ќе му дојде до глава и на него и на неговите приврзаници. Во овие 10 години направи да имаме професори кои што не се достоинствени работници и вклучени луѓе во образовниот процес. Во овие 10 години направи луѓе со купени дипломи да носат власт на сметка на младите и образованите луѓе кои што ја напуштија Република Македонија. Во овие 10 години имаме понижени лекари кои што повеќе се административци отколку луѓе кои што треба да помогнат на сопствениот народ. Во овие 10 години направи ниту спортот да не е спорт. Тоа на делот се покажа во Македонија, во Куманово токму минатата недела. Покажа дека не можат ниту на спортски натпревар да победат, а при тоа да не злоупотребат институции на власт. И навистина се срамам со оние кои што дадоа таква наредба и ги злоупотребија полицајците. Затоа тие ќе дојде редот кој треба да одговараат, а на тие полицајци кои што учествуваа по наредба на некој друг им порачувам да не се секираат. Бидејќи денеска носат
некои наредба кои што ве тераат со сила да влегувате во заштита на режимот и на криминалот, меѓутоа ќе дојде многу скоро време кога вие ќе бидете тие кои што ќе им судите заедно со граѓаните на Република Македонија. Деновиве Чавков снима, булументата прегледува, некои приведуваат и мислат дека се плашиме. Воопшто не се плашиме. И токму заради тоа имам еден предлог од тука, од Куманово, до нив, до Министерство за внатрешни работи, до јавниот обвинител, до судиите. Гледам дека до учесниците во шарената револуција им праќаат покани за информативни разговори и поднесуваат кривични пријави за уништување на културното наследство на Република Македонија. И не можам да разберам како може таа триумфална порта, која што се направи само за да се перат пари да биде културно наследство на Македонија. Како може таа зграда на влада што ја нарекуваат сите шампита да биде културно наследство на Република Македонија. И јас знам дека сите тие кривични пријави се поднесуваат заради немоќ и заради соочување со собствениот страв. Ама ајде да им дадам предлог за една реална кривична пријава за уништување на културно-историско наследство. И таа кривична пријава треба да му се поднесе на Никола Груевски. Заради тоа што нема поголемо културно-историско наследство од ВМРО. ВМРО е културно-историско наследство на Република Македонија и на граѓаните на Македонија. Тој го уништува заедно со Република Македонија. Еве ви елементи за кривична пријава за која што мора да се одговара. Реална кривична пријава. Роберт рече, ќе дојде моментот кога ќе треба и ВМРО да го слободуваме. Моментот дојде и помина. Сега е времето кога треба и ВМРО да се ослободи и Република Македонија да се ослободи. И затоа уште еднаш од тука да ги повториме нашите ставови и барања. Итно укинување на сите аболиции во Република Македонија за сите 56 луѓе и во истиот момент на укинувањето да се блокира целиот имот на Иванов и да се искористи за нормализирање на состојбите во Република Македонија. Бидејќи и шарената револуција, и шарањето, и боењето, и чаталењето е се заради Иванов. А се додека не се укинат аболициите, и ќе се бориме, и ќе се чаталиме, и ќе боиме, и ќе шараме, по ред, по список како сакате. И тука не може да не стопира. Кога ќе ги укине аболициите, а верувајте дека тоа ќе го направи многу скоро, тогаш ќе треба да направиме само неколку работи. Чист избирачки список, да ги регулираме медиумите, да ослободиме простор и да дадеме фер шанса на сите политички субјекти да учествуваат на изборите и на крајот граѓаните да можат самостојно и слободно да донесат одлука. А одлуката во овој момент е една, заради тоа што и изборот е еден. Нема повеќе. Од една страна се сите граѓани на Република Македонија, од друга страна е криминалот на Груевски и на Ахмети. Нема поинаков избор. Јас сум убеден дека граѓаните ќе изберат Република Македонија. Тие не можеа тоа да го разберат се до моментот додека не почнаа да пукаат боите по институциите низ Република Македонија. Тогаш сватија дека пандан на нивниот црно-бел цвет и на нивните црнила има различност, има шаренила. Боите ги разболеа и Груевски и неговите околу него. Меѓутоа, тоа е нивен проблем. Дали ќе им помагаат гатачки или ќе им помагаат лекари, тоа е нив проблем. Наш проблем е да ги победиме и Македонија да враќаме во состојба која што треба да биде демократска,
и слободна држава со граѓани образовани, со млади луѓе кои што овде ќе ја градат сопствената иднина. До тогаш, а тоа ќе биде многу скоро, ќе се бориме и ќе порачуваме дека нема правда и нема мир се додека не се вратат овие постулати за Република Македонија. А понатаму, заеднички ќе продолжиме да ја градиме Република Македонија, таква каква што Груевски не успеа да ја изгради во последните 10 години. Да ги вратиме достоинството на државните службеници, да ја вратиме достоинството на полицијата и на армијата на Република Македонија, да го вратиме достоинството на професорите во Република Македонија, на лекарите, да го вратиме достоинството на граѓаните на Република Македонија. Да живее шарената револуција, да живее слободна и демократска Македонија.